Гром вложува и верува во перспективата на младите луѓе да излезат од маргините на анонимноста, за со својот свеж дух да можат да придонесат преку своји идеи, предлози и проекти за подобро утре, за подинамичен политички живот и за подобар економски развој за граѓаните и во регионите во кои што ќе действуваат. Би сакал на сите да ја посакам срдечно добре дојде. Добре дојде во граѓанската опција за Македонија. Партија која што е скоро формирана, меѓутоа за која што за многу кратко време постигнува добри резултати. Според листите на рейтинг агенциите, на истражувањата направени пред кратко време, Гром постигна завидни резултати. 5,3% гласови, доколку избори би се одржале утре, би освоила партијата, а 6,4% гласови би освоил нашиот лидер Стефче Јакимовски. И зошто Гром може да биде поуспешна партија од другите? Затоа што во својата програма за работа има исклучителни политики. Политики кои што задираат во суштината на потребите на граѓаните на Република Македонија. Во суштината на потребите на граѓаните на Битол. Силата на граѓанската опција за Македонија ќе се види дури на локалните избори 2017 година. Нашиот концепт е да на овие парламентарни избори Гром стане парламентарна партија, да земе учество во работењето на владата на Република Македонија, за да можеме уште повеќе да ги зацврстиме своите позиции и вистинската сила на граѓанската опција за Македонија да се види 2017 година на локалните избори. Односно, да формираме силни општински организации во најмалку 15 општини или 15 градови во Република Македонија и точно да се знае дека никој не може да победи во таа општина без да коалицира со граѓанската опција за Македонија. Правилото е многу јасно. Тоа е во секој економски учебник напишано. Нестопанската инвестиција не создава нови вредности, не креира нови работни места. Нестопанската инвестиција потоа во континуитет го оптоварува стопанството. И тоа е причината затоа што македонското стопанство веќе влегува во една стагнантна состојба, иако имавме најавувано дека Македонија ќе има раст на бруто општествен производ од 6-7% и така натаму и така натаму. Тоа е не практично теоретски невозможно со волку високи буџетски оптоварувања кои што го има нашето стопанство и ние практично му имаме ставено оловни ноза на стопанството и го тераме да се надпреварува и тоа е невозможно. И поштено да кажам, сите од тие што дојдоа, никој среќа не му донесе на овој народ. Среќа ли е со 10.500 денари да се работи, а ништо за тоа и што е најстрашно, инвестициите ги прават со задолжување во нашите домашни банки. Не со пари од надвор како што ни ги бројат демек биле странски инвестиции. Тоа по 1 евро што го купија земјиштето, ете тоа им се странските инвестиции, остатокот се све кредити земени од нашите домашни банки. Кога ќе ги снема инвестициите, тие предпријатија ќе отидат во стечај и ќе ни ги остават и ајде со здраве. Ќе видите дека тоа ќе биде така. Ние не се сложуваме со тоа. Овие странци во Македонија сакаат ем да везат, ем да предат, ем бостан да чуват. Ако може ништо да не плати, ако може мали плати да земе, ако може да работиме повеќе по 12 сата и ако може да бидат од се ослободени. Нека извинат, ама ако сакаат така да инвестираат, ќе одат малку поисточно. Поисточно кон Индија, кон Пакистан, кон Бангладеш, тоа се земјите. Земја во Европска Унија не може да дозволи ваков Тексас како што они овде го прават за да ги имаме тие инвестиции. Нашиот став за името е кристално јасен. Промена на име не може да има. Она што можеме да пуштиме е двојната формула. Со грците да се договориме како во меѓусемната комуникација. Ние сме признаени од 137 земји во светот, меѓу кои Америка и Русија не признаа и нема што тука повеќе околу тоа прашање да се договараме. Не можеме да одиме на референдум затоа што на референдум Македонија нема добиено име. Ниту на референдум ќе го потврдуваме, нити ќе го даваме нашето име. Целата енергија и целата сила на нашата дипломатија треба да се насочи кон притисок во странските земји,
токму во објаснување дека Грција не е пример за сосед и за добрососедски односи кои што ги развива во регионот. Грција се труди да го дестабилизира регионот. Грција со тоа што незиниот премиер вели треба да се држи Македонија во статус кво, за да се распадне и така да се разреши проблемот, таа значи свесно работи на дестабилизација, а во тој помага и Европската Унија и да не речем и Соединените американски држави. И ние, како политичка партија, јасно и гласно овие работи ќе ги кажуваме и нема да им дозволуваме да можат постојано да не притискат нас дека ние сме тие што треба да попуштиме. А она што е најбитно, постојат структури во Република Македонија кои што се подготвени на попуштање и затоа во таа насока оди притисокот во Република Македонија. А во Грција нема теоретска шанса било кој да попушти и затоа се тргаат дипломатите од притисокот кон Грција, туку е се насочено кон Република Македонија. Ние сакаме да имаме власт кој што ќе ја почитуваме. Мене во Карпош, почитувани пријатели, ме почитуваат, затоа и ме поддржуваат, затоа и ме гласат. Никој не се плаши од мене во Карпош. И граѓаните на Македонија заслужуваат власт која што ќе ја почитуваат, не кој ќе се плашат. И затоа сакам повеќе да ве охрабрам сите вас, вашите пријатели, вашите другари, вашите роднини да се приклучат кон оваа партија на храбри луѓе. Затоа што има и друга вистина. Вистината или СДСМ или ВМРО таа е недоволна вистина за граѓаните на Република Македонија. И видовме дека нема доволно просперитет. Дека тамо каде што гром води едно мало парче земја, а тоа е општина Карпош, просперитетот е очигледен. И јас ви гарантирам дека ако имаме повеќе такви шанси, дека ќе има многу позитивни примери токму од кадри што ќе ги води граѓанската опција за Македонија.